Граѓаните учесници во одржаните форумски сесии на крајот им дадоа препораки на двајцата градоначалници за во наредниот период кои проекти би требало да бидат реализирани. Да слушнеме дел од овие препораки. Значи, дадене беа препораки во водоснабдување, тоа се подобрување на квалитетот за вода во насел Бараквиш, општина Радовиш. Со колегите од општина Радовиш, со консултација, ми кажувам дека општината планира да подготви апликација за обезбедување на дополнителни средства за реализација на оваа активност. Значи, во наредниот период и во наредната година, општината се спрема да аплицира да обезбеди средства за реализација на оваа активност. Втората препорака беше да фаќање на вода за техничка употреба за сметка на водата за пиење во општина Радовиш и Конча. Тука имаме некој резултат. Значи, преку Центарот за развој на Југоисточниот регион се изработува проект за фаќање на води во река Смилјанци за доторна вода во езеро Мантово. Значи, ќе се обезбеди дополнителна количина на вода во езеро Мантово, која што може да се користи за Радовиш за техничка вода. Трета препорака подобрување на квалитетот за вода во село Долни Бујик и општина Конча. Општината ќе подготви апликација за обезбедување на дополнителни средства за спроведување на оваа активност. Инаку вчера ние имавме конститутивна седница на Советот на општината, каде што програмата за уредување на градежно земјиште оваа активност е предвидена и се определи средства, значи во 2011 година ќе има почетни резултати за реализација на оваа активност. Следната препорака доведување на вода за пиење во градскиот парк во Радовиш кај хотелот Панорама. Во план е подготовка на проект за решавање на овој проблем. Подобрување, односно обновување на водовната мрежа во општината Радовиш. Тоа е контролирана работа на комуналните предпријатија и мислам дека со поголем ангажман на општината и јавното комунално предпријатие дел од оваа активност би требало да се реализира во наредниот период. Изградба на мини акумулација за повеќе населени места на териториите на општина Радовиш и Конче, каде не постои систем за наводнување, каде што постојат услови за тоа. Општината планира да подготви апликација со која би се обезбедиле потребни средства за ваквите инвестиции. Инаку да напомнам дека од езерото Мантово вода за наводнување користи општина Радовиш, а општина Конче од исто не користи. Ние користиме дел за наводнување од езерата Конча 1 и Конча 3, но тоа е мала површина земјоделска опфатена со системи за наводнување и планираме да исто така да можеме дел од водата од езерото Мантово да биде употребена и за наводнување на аторот, односно на земјоделски површини за општина Конча. Подобрена регулатива за рационална употреба на водата, односно градирање на цената на водата во однос на потрошеното количество. Знаеме дека секој пат кога треба да платиме ни е скапо, кога добиваме нешто ни е корисно, но мислам дека тоа што го трошиме треба и да го платиме и да имаме соодветна цена за истата услуга. Значи ќе се реализира во 2011 година со годишните програми на јавните комунални предпријатија на општините Радовиш и Конче. Подобрено водоснабдување на општините Радовиш и Конче. Значи ова е контролиран процес, се подготуваат проекти и се реализираат зафати за подобрување на водоснабдувањето на водоводната мрежа. Кампања за рационална употреба на водата, тоа е перманентна активност на јавните комунални предпријатија. Гледам на локалните медиуми во Радовиш, јавното комунално предпријатие често излегува со соопштенија и со препораки за рационално користење на водата, а ние, бидејќи немаме медиуми на нашата територија на општина Конча, тоа го правиме со соопштенија до граѓаните, со трибини, наочно во летниот период кога се случуваат енормни зголемување на количината за вода, односно се потроши поголема количина на водата и јавното комунално предпријатие општината укажува на рационално користење на водата. Сега да одиме на другите препораки, односно отпадни вози. Изградба на систем за одвод во манастир Свети Ѓорги, село Равица, општина Конче. Значи се планира подготовка на проект со кој ќе се интервенира, односно ќе се решава оваа прашање. Изградба на систем за одвод за Штурово и Смилјанци, општина Радовиш, исто така во план е подготовка на проект за изградба на овој систем за одвод.